Почитувани, економијата крахира, граѓаните чекорат по линија на сиромаштијата. Ликвидноста на стопанството е на катастрофално ниско ниво, а министерот за задолжување Драган Тевдовски не се откажува од прибирање на ликвидни средства преку иметување на државни хартии од вредност. До само пред месец дена, СДС, нивните квазианалитичари и нивните медиуми зборуваа за презадолженост на државата. А сега, кога на неделна основа, само по основ на аукции на државни хартии од вредност, државата се задолжува за повеќе од 10 милиона евра, молчат. Доколку Тевдовски не е кадарен да направи една математика, ние денес ќе ви презентираме како тоа изгледа. Министерот за задолжување Драган Тевдовски само по основ на државни хартии од вредност на дневно ниво ја задолжува државата за речиси 1,7 милиони евра. Министерот за задолжување Драган Тевдовски само по основ на државни хартии од вредност на секој час ја задолжува државата за речиси 72.000 евра. Министерот за задолжување Драган Тевдовски само по основ на државни хартии од вредност секоја минута ја задолжува државата за речиси 1200 евра. Со новото задолжување, Социјалдемократскиот сојуз за нешто повеќе од 4 месеци, само по основ на државни хартии од вредност, ќе ја задолжи Македонија за 241 милион евра. Овие пари не отидоа за просечна плата од 30.000 денари, минимална плата од 16.000 денари или плата на докторите од 100.000 денари. Имајќи го предвид фактот дека СДС до сега нема реализирано ниту една капитална инвестиција, граѓаните ги интересира каде се трошат нивните пари. Дали овие пари се наменети за покривање на неспособноста на владата за водење на економијата? Дали овие пари се наменети за корумпирање на гласачи пред локалните избори? Дали овие пари завршуваат само за задоволување на раскошот и луксузот на министрите во владата? Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз изминатите години им се закануваше на банките дека нема да им бидат признаени државните хартии од вредност, што ги купуваат од Министерството за финансии. А наредната недела Тевдовски СДС на истите тие банки ќе им нудат државни хартии од вредност. Тоа говори за нивното лицемерие. Заев и Тевдовски единствена мерка што ја спроведуваат е исплатата на партиските долгови кон послушниците и Соросовите активисти со пари на граѓаните преку забрзано задолжување. А здисаната и корумпирана влада ја става иднината на граѓаните и државата на коцка. Затоа СДС многу брзо ќе сноси политичка одговорност, а на 15 октомври граѓаните ќе ја испратат пораката за незадоволство до аболицираниот криминалец Заев, неспособниот министер Тевдовски и газда Кочо. Благодарам. Дали има некои прашање? Денес беше подпишан меморандум за развивање за престратење на Југо. Како го коментирате тоа? 2 дена пред избори и подпишување на ваков меморандум, според нас е една популистичка мерка, побудена од лични интереси. Јавноста, граѓаните би сакале да знаат која е релацијата на вице-премиерот Ангјушев и со комбинатот Југохром, а знаеме дека е доверител и доверител, односно компанија која е инволвирана и во фени кавадарци. Така да, овие чекори што се превземаат 2 дена пред изборите се чисто популистички мерки кои имаат личен интерес во позадина. И мислам дека овие се несправедливи заради тоа што ако Југохром еднаш загадувал и за тоа се изјасниле граѓаните во целиот тој регион, како тоа сега преку ноќ тоа мислење се менува, без при тоа да бидат превземени никакви чекори за вградување на било какви филтри. Тоа што во иднина ќе се вгради, тоа го поздравуваме, ако се вгради, но преурането е да се подпишуваат било какви меморандуми пред тоа да се случи. Друго прашање дали имате? Што мислите за минималната плата?
Минималната плата според нас е исто една популистичка мерка. Ние, впрочем, минималната плата како партија ја поддржавме како иницијатива и мислиме дека граѓаните треба да добијат минимална плата. Но не на начин како што е моментално се спроведува и принципот на кој се спроведува. Мислиме дека долгорочно ќе имаме негативни последици. Мислиме дека долгорочно ќе имаме отпуштања. Денес има и некои најави дека навработените ќе им бидат скратени и топлиот оброк и транспортот, што на крајот од денот ќе значи дека вработените ќе добијат сепак помала плата. Значи тоа се првичните реакции од терен, останува да видиме, но минималната плата според нас, начинот на кој се спроведува е многу популистички и мислиме дека нема да го има тој ефект што го посакуваат. Благодарам.